Дечки, дојде крајот на техничката анализа, значи опфативме се буквално што ни треба за еден комплетен тренинг план. Значи модул 2 го завршуваме, започнуваме со модул 3, психологија, значи најбитниот дел за нас ко трейдери, психологијата и какви односи градиме према нашите позиции, према серијалот на добитни трейдови, на изгубени. Останете со нас, што следувате уште појаки работи. Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. Дојдовме до голден видео, односно да опфатиме се да се решичевме и да го завршиме тој трейдинг план по кој ќе се водите во иднина. Останува технички дел уште да опфатиме кај се позиционираме, кажавме кај се позиционираме, доку stop loss placement и take profit. Значи, како што напоменавме на изминатите видеа, бараме на daily 2 опции и на weekly 2 опции. На зона на интерес. Ако ова зона на интерес ни е daily во ситуацијава, ние таргетираме секој daily структура. Ако ни ова зона weekly, ние таргетираме секој weekly структура. Дали се разбираме? Што значи weekly структура? Во ситуацијава овој low. Што значи daily структура? Во ситуацијава овој low. Се ние имаме овде daily зона на интерес. Значи на daily зона на интерес јас таргетирам потенцијална структура на, може иначе и вик да таргетирате и тело. Ако до тело ви изнесува 1 со 2, таргетирате тело. Ако викот ви 1 со 2, таргетирате вик. Но сакаш преферирајте да таргетирате тело. Stop loss. Зошто оваа стратегија ни дава многу помал stop loss, а многу поголем take profit. Значи take profit, ако сме на daily таргетираме daily зона, ако сме на weekly таргетираме weekly зона. А stop loss позиционираме, нели рековме ни треба 1 сат 30 минути да имаме break bearish и 1 сат да имаме engulfing. То значи дека на 4 сати ова ни е потенцијален lower high. Што значи то? Заштитен low. Значи ние влегуваме во почетокот на трендот. Ако ни е овој заштитен lower high, ние stop loss клаваме од телото на 4 сати кендел. Значи секој stop lossот ни е на 4 сати структура. Од телото. Значи даваме 10 до 15 пипа breathing room или можност да цената реагира. Значи да движи во тој stop loss. Значи во ситуацијава не е уште спремна, треба уште фактички овде за овој трейд, јас чекам 1 сат брейк овде, долу. Ако се случи тој брейк, значи мене во ситуацијава ќе ми биде entry of овде, а stop loss во ситуацијава на структурата ми изнесува 9.6 пипови. Значи јас му давам breathing room од 5 до 10, еве не мора да се 15 пипа. Значи ако е 9.6, фактички околу 10 пипа, значи јас го местам на 20 пипа овде. Да имам точно 10 плюс 10 пипови breathing room, она што вика, значи простор, да, растојание кај што му давам поголем простор. Сега, stop lossот ми е на 4 сати временски интервал, а take profit, овде имам daily зона, значи мене ми е daily зона овде. Значи по автоматизам, секојаш risk reward што спомнавме дека треба да ни биде 1:2, секојаш ќе ни дава поголема можност, оти гледаме поголем интервал. Дали се разбираме зошто ова стратегија е многу добра од аспект на позиционирање? Зато секогаш чекаме потенцијален lower high или lower low, во ситуацијава lower high или higher low, во ситуацијава чекаме lower high, значи над 4 сати структурата, 10 пипови плюс, од тело правиме мовете. А take profit ни е daily, ако сме во daily зона, daily структура, ако сме во weekly зона, weekly структура. Значи, во зона на интерес, да не се случат сите работи што ги учевме претходно, 4 сати
структурно стоп лос над структурата, ако сме во daily зона, повторувам, daily take profit, ако сме во weekly take profit. Сега, како започнуваме ние со маркет анализа? Односно, од 0 до 100. Секогаш маркет анализа правиме во сабота или недела, кога маркетот не работи. Секогаш. Значи или во сабота или во недела, кога маркетот не работи. Секогаш прво бараме weekly, daily и 4 сати тренд. Значи, ова ти ја кажувам, значи последно нешто што стратегија не опфаќа. Значи секогаш прво бараме weekly, daily и 4 сати тренд и каде сме во тренд. Значи мора да видиме или на почеток или на средина, не на крајот. Значи секогаш прво бараме, започнуваме од weekly, daily 4 сати. Значи секогаш почнуваме од најголемиот таймфрейм. Значи откако ќе најдеме трендот, се враќаме повторно на weekly. Значи од како ќе го најдеме трендот, се враќаме повторно на weekly. Вторчекор, бараме зона на интерес на weekly и daily. Значи повторно одиме на weekly, бараме зона на интерес и бараме на daily зона на интерес. Следно што бараме е можна реакција, односно принт на последната свеќа. Значи следно што бараме, значи како трето, е реакција од последната свеќа. Дали била то фактички патерн, дали имаме engulfing, morning star, pin bar, што имавме таму, doji, head and shoulders може да имаме на daily, значи бараме последно на weekly, на daily што ни се случило. Значи каква реакција ни оставила свеќата, може ништо да нема. Ако нема ништо, не пишуваме ништо. Значи и на weekly и на daily бараме реакции и значи следно што бараме реакција од последната свеќа, дали била на добро на weekly и на daily. Че овие сите три работи ги бараме на weekly и на daily. Освен патерн, четврто што бараме, гледаме можна реакција од претходна структура. Што значи то? Ако овде има low, ова е последна структура после брейкот и овде имаме retest, значи retest од previous structure point, односно на англиски. Значи овде е структурата претходно, овде дошла ценава, продолжива. Следен пример таков е, да речем, еве овде. Последна структура од лево, значи последен swing low овде откако се формирал овој хај. Ме разбираш, овој хај се вратил во последниот swing low. Ова е само како белешка, ништо друго. Значи гледаме можна реакција од претходна структура. Гледаме реакција од EMA дали имаме. Психолошки левел. Fair value gap, discount и премиум. Значи ова сето е како вас ќе ви биде трейдинг план. Секош прво бараме weekly, daily, 4 сати тренд, каде сме во тренд, откако ќе го најдеме трендот, повторно се враќаме на weekly. Бараме зона на интерес на weekly и на daily, повторно на weekly се враќаме. Гледаме реакција, значи последната свеќа на weekly, дали била pin bar, дали engulfing, дали doji, сето тоа го запишуваме. Зошто? Како екстра конфирмација што гледаме следно, мислам на она што гледаме како екстра дополнителни конфирмации што ни се битни, дали би се направил да речем трейдот или не. Сега некој запишува 10%, да речеме ако е трендот даунтренд на weekly, ако уж плюс 10 на daily, јас тоа не го запишувам, искрено можете со проценти. Од овие сите работи да си формирате проценти од 0 до 100 и како што ви се почитува нешто да си запишувате. Например, првите 3 тренда се береш, тука автоматски имаме 30%, имаме реакции, например, од зона на интерес плюс 10, 40%. Ако сакате така, сите овие елементи запишете ги, поделете ги, например, на проценти, односно 100% поделете ги на овие елементи и заокружувајте се. Значи, најбитно е зона на интерес да има најголем процент и да има трендот на најголем процент. Односно, зоната на интерес има 10% и трендот секој таймфрейм има по 10%. Така да,
на вас оставам како ќе направите. Гледаме можна реакција од претходна структура, гледаме реакција од DMA, психолошки левел, fair value gap, дисконт и премиум. Петто. Значи, најдовме тренд, најдовме зона на интерес, најдовме каде сме на тренд и чекаме потенцијално што би се случило. Петто што треба секогаш следиме, значи, market open, од кој ќе направиме во недела, чекаме market open, во која насока би тргнала, значи мора да се фокусира во која насока би тргнала цената. Она што треба да забележите, price action, значи како оди до цената, што прави, кои принтови ги остава, се е битно. На старт ќе ви биде тешко, но мора да следите што прави price action додека дојде до таа зона на интерес. Следно што треба да додајме е 4 сати entry сигнал или патерн. Што значи то? Значи, откако најдовме се, шесто чекаме 4 сати да ни направи потенцијална корекција, да ни даде патерн, значи 4 сати може да ни даде исто патерн, engulfing патерн, ако го чекаме на потенцијален lower high или lower low, забележуваме 4 да ни даде патерн, значи и на помал таймфрейм да добиеме entry сигнал. Значи, ова нека ви биде трейдинг план, да си го запишите. Во недела бараме тренд, бараме зона на интерес, каде сме во трендот, сите овие можни реакции што цената би може да ги направи. Патерни, брейк на структура, previous structure point, TMA и сите тие работи. Сега, овде десно, само да ги подредам, овие се сите парови што ќе ги трейдаме. И секогаш паровите да ви бидат подредени по најбрзо што може да се случи. Како, ќе ви кажам во видео. Значи, евро USD во ситуација, јас чекам да се врати во зона на интерес, да ми даде entry сигнал и да продолжам сел. GBP USD ми е веќе во зона на интерес и фактички ми е прва на листава. Audi GBP чекам брейк и таа е близко, значи секогаш ќе ги редите паровите и по најдобар price action и по оние што може да се случат најбрзо. Како што да со ред, така си ги селектираат. Сега, јас што правам? Например, гледам тие што не ги трейдам. Овие овде парови ќе ги запишите сите, пошто овие сите ги трейдаме парови. Значи сите ги трейдаме парови овие. Ќе си ги запишите. Сега. Во ситуација евро трейдам. Океј, го оставам. GBP USD трейдам, го оставам. Audi GBP трейдам, го оставам. Например, Audi CHF не трейдам. Обавезно ставете си плюс едно екстра, да речам, дали ќе биде валутен пара, дали ќе биде крипто или не знам што, кај што ќе тргате по него. Значи, за да не ви смета, значи за ова не сум заинтересиран, го тргам долу. За CAD JPY не сум заинтересиран, го тргам долу. Euro GBP не сум заинтересиран, го тргам долу. Значи, се што не сте заинтересирани, тргајте си. Листава треба да ви остане, ако имате 5 парови, топ 5 парови да ви останат тука. Значи, и обавезно проверувајте кога има вести. Во недела проверувајте ги кога има вести. Значи, Forex Factory, како што кажав, site.com, влегувате, ако има среда, четврток, например, големи вести, тоа ќе се опфати малце во фундаментот, но нема нешто што да се зборува премногу за фундаментот, така да тој сектор од фундамент ќе зборувам овде. Секогаш гледајте да сте влезени ден пред вестите, барем минимум еден ден, а да не влегувате во моментот на вестите, зашто ти има големи спредови, кој што кажавме, има flippage, commission, така да не бидете учесници во вестите, не барајте брзо збогатување. Да, во вестите има преголем волумен, ама никој не ви гарантира 100% ли ќе да нагоре или надолу. Јас верувам дека ако направиме техничка анализа ден, односно ако влезиме ден или два пред вестите со техничката анализа, дека фундаментот само ќе ни се повтори, дека имаме точно, да речам, точна структура, кај што
фундаментот само додава да цената извози full target. Така да, за трейдинг плано, јас овде имам еден трейдинг план напишано, можете да се осликате. Значи, weekly, daily, матрица за 1 милион имам напишано, ова си, значи, мој внатрешен дел, weekly, daily, 4 сати мора да се во ист тренд за да отворам позиција. Отвараме на корекцијата на 4 сати, не на брейк. Ако има убава приказна, може да се отвори на entry пред 4 сати. Значи, ова не го препорачувам од овој агресивен трейд. Само во убав моментиум имам пишано, ама не. Задолжително проверуваме каде сме во тренд, отвараме позиција пред да се случи импулсот, односно секој влегуваме на корекцијата на трендот, она што кажав, потенцијален lower high или lower low. Задолжително даваме како confluences weekly candle profile, значи што направил weekly candle, daily што направил weekly pattern, daily pattern, значи дали било реакција, дали било engulfing, 4 сати pattern кога чекате потенцијален reversal во зоната на интерес. Психолошки левел, зона на интерес EMA. Entry сигнал, ако не чекаме 4 сати брейк, може на 4 сати патерн. Значи пак ова не го препорачувам, вие ќе си чекате 4 сати брейк, чекате потенцијален ретест и во тој потенцијален ретест на 30 минути чекате брейк плюс engulfing. Задолжително следи 1 сат, 2 сати, 30 минути. Патерн плюс структура, значи нормално структурно лево да видите што се случува. Колку повеќе структури и конфирмации, толку повеќе шанси за успешен трейд. Најбрзај, не форсирај, запази сесиско време, значи она што спомнавме од 7 наутро до 17 часот, може плюс 1 сат 2. Ако не си сигурен, не отварај позиција, почекај 4 сати таймфрейм да диктира, значи секој ќе гледаш во некои ситуации 4 сати таймфрейм е побитен од дейли, така да мора 4 сати да ни диктира, затоа викам не влегувајте пред време. Потенцијалниот lower high или higher low што го чекаш со 30 минути 1 сат таймфрейм entry моделот може многу да те спаси. Значи сам си имам напишано дека агресивни трейдови едноставно пробувам да ги тргнам на страна. Нема правила, нема профит. No edge, no money. Мислам дека опфативме се. Ово ви е како голден видео. Следно што ќе биде, значи вежбајте се до сега што учевме. Ако немате нешто, ако не ви е јасно, ако не сте сигурни, ве замолувам, пишете во коментар, прашајте слободно. Значи, следно видео ќе биде од мој добитен трейд пред и потоа. И внатре ќе пресметаме со калкулатор како се пресметува ризик. Како се пресметува ризик. И она што сакам да опфатам во ова видео, имав запишано, пробајте со демо акаунт. Значи секој ова нешто го ќе учите, пробајте го на демо акаунт. Потоа, како опција имате проб фирма. Проб фирма ви е симулиран акаунт кај што можете да земите одредена сума, да речем поголема од можноста, во случајов имате 1000 евра за вложување, со 1000 евра можете да земите 10.000 или 100.000 евра акаунт. Морам да ви го напоменам, јас не го препорачувам, пошто проб фирмите се меч со двеоштрици. Ако користите проб фирма, секогаш користете 1% ризик на позиции. Значи scale up си правите со 1%, risk reward пута 2. Риск менеджмент. Значи секојаш имајте фиксиран риск менеджмент. На одредена сума, ако имате 1000 евра, ако почнете со 10%, значи останете со 10% капитал. Ако имате 2000 евра, сакате 20%, останете со 20%. Што значи останете? Значи секој следен капитал од после тие 2000 евра или после тие 1000 евра да ви биде истиот ризик. Има можности scale up да правите, значи од 100, ја имав направено од 100 300, 300 600, е преризично, не ви го препорачувам, од 600, од 300 фактички 900 имав, односно од 300 имав 1080, од 1080 стасав до 9000 евра со 20% ризик на секоја следен капитал. Ова е, да речем, A плюс трейдови беа стрикно. Значи во првите 3 ризикував по 100% капитал, што не го препорачувам, може ако промаршите трейд да го изгубите капитало. Од 1000 нагоре користев 20 до 30%, значи дур скеловав негде околу 4000 до 5000 евра и после користев само 20%. Значи она што сакам да ви кажам во нешто ова, ако почнете со еден ризик и ако одите нагоре,
секогаш кога ќе решите на поголем капитал да намалите ризико, продолжете со истиот ризик, а не да речам да ви се базира ризико на една позиција или на две позиции. Нека ви се базира ризико на капитал. Сте започнале со 1000 евра, стасувате до 5000 евра, окей, од 5000 евра го намалувам ризико за 5%. Сум трейдал со 15%, сега ќе тргувам со 10%. Од 5000 евра скалавате на скелап правите на 10.000, окей, сега со 10.000 ще 5% намалувам, значи продолжувам од 5000 од 10.000 нагоре со 5%. Секогаш имајте риск менеджмент што ќе ви биде статичен. А од кога ќе промените, односно од кога ќе направите динамичен да ви биде наследен капитал, држете се до следна точка. Значи немој да се базирате ако ви паѓа брзо капиталот или ако ви крива брзо да додавате или да одземате, се до одредена сума. Опиплива тема, така да ова ќе ви биде многу исто толку важно колку што беше техничката анализа и фундаменталната анализа. Од фундаментот, CPA, non-farm, сите тие што се, да речам, вести со црвена папка, одбегнувајте ги, не влегувајте во позиција. Значи, forexfactory.com, ова ви е фундаментот, односно вестите. Овде имаме зелено филтерче, кај што секој ќе ни бидат обележени вестите со црвена папка. Значи, банк холиде, кога банките не работате со сива папка, жолтата и протоколовата не ни требат. Овде ни се штиклирани сите валутни парови што ги трейдаме. Стегаме play. Сега во ситуацијава во понеделник немаме вести, во вторник имаме вести на канадскиот долар, CPA. Сите што се со црвени папки се вести со голем волумен. CPA се од најпознатите вести што движат многу маркетот, значи пробуете да ги одбегнувате. FOMC исто, non-farm исто, значи гледайте да не сте дел во вестиве во моментот кога се вестите. Ден, два, пред време можете. Не гледајте да се коцкате на вестите, односно да ги предвидувате, туку вестите го следат техничкиот дел. А техничкиот дел треба да го направиме ние, а се попатно има ситуација кај што оди од контра од техничкиот дел, односно трендо. Има и кај што го почитува, значи наше не е да ги форсираме да ги гајџаме вестиве што ќе биде, наше да го имаме система што го зборувавме претходно. И според тој систем да се базираме, да влеземе без разлика на се, а вестите само ќе ни потврдат дали системот ни бил во право или не. Планирав да правам видео посебно за вестиве и за фундаментот, значи како што кажав на почетокот, ова се е базирано на монетарна политика и она што се случува во светот, така да ние не знаеме што се случува, што сето е предвреме испланирано. Значи не можеме да знаеме ние предвреме што испланирале големите играчи. А можеме да знаеме што ни покажал чартот, што имаме видено на TradingView, каква анализа имаме направено и според таа да се држиме. Ова е нешто што нема му давам многу фокус, само морам да ви напоменам и вие исто да не му давате, само бидете предпазливи и не ги предвидувајте вестите. И колку што можете да бидете надвор од вестите, не во нив. Оти се случуваат работи што ние не ги знаеме, нема никош да ги знаеме. Затоа топла препорака, не бидете дел од вестите. Трейдинг планот го кажавме, отфативме се, мислам. Добитен трейд, односно влегување во позиција. Овде ќе ви кажам, еве, например, стрикно, за ова недела, јас чекам фунтата со доларот, сел. Weekly bearish, daily bearish, 4 сати bullish. Weekly retest во зона на интерес имам пишано. Значи weekly retest во зона на интерес. Daily retest во зона на интерес. Retest во EMA. Психолошки левел и fair value gap. Значи имам напишано. 4 сати чекаме брейк, bearish и retest за потенцијален сел. Сега кај е тој брейк? Тој брейк се очекува овде под овој лоу. Веќе го имаме. Потенцијалниот higher low е случен. Но што се случи? Овде немам чиста структура. Ја не сакам да бидам во понеделник и дел од оваа структура. Ова јас не можам да ви го објаснам со кој што објаснав. Што е патерн, што е зона, што е се останато, туку ова се учи со вежбање на маркет, со гледање и сите работи. Значи price actionов се учи со вежбање на маркетов. Не се учи да ви кажам јас овде не треба.
Овде треба, значи како што имав напишано на трейдинг плано, гледај повеќе структура, повеќе конфирмации, значи гледајте да имате структура. Не гледајте да сте во фаза на акумулација, туку гледајте да има, значи собирање на ликвидити, манипулација, дистрибуција, ритест во таа дистрибуција, значи гледајте да има чиста слика, јасна овде и приказна. Не гледајте, овде нема приказна. Овде нема приказна. Овде има приказна, значи висок пат, онма пресврт, овде има приказна. Овде има приказна. Овде се моментално нема приказна. Разбирате, значи price action се учи со вежба и не, со ништо друго. Овде нема приказна. Значи овде нема приказна. Овде има приказна. Ова е акумулација. Значи маркетот работи однос на AMD профилите, што се? Акумулација, манипулација, контра тоа што гледаме, ние треба влеземе во дистрибуцијата, односно во трендот, во правецот кај што чакаме. Така да запишете си го трейдинг плано, нека ви стои секојаш пред вас, да гледате да не се губите. Следете ги по 2-3 пати, гледајте ги видеата уназад и сите ти работи. Нешто ако не ви е јасно, значи слободно да не пишите во коментар или да ми пишите приватно, јас ќе ви одговарам. Ви благодарам што бевте дел од самиот почеток и се надевам дека ќе научите нешто што ќе ви значи во иднина. Ќе најдете некоја вредност во ова што го правиме за вас. И се надевам дека од оваа академија ќе произлезат добри трейдери. До следно видување.